Добар ден и благодарам што дојдовте на пресконференцијата. Почитуван Оливер, благодарам на вас за вашата гостопримливост, за организирање на оваа министерска средба овде во Скопје, каде што Европската унија и министрите од Западен Балкан се сретна пред 4 години. Оваа средба ја потврдува одличната соработка во регионот, што си поставува нова цел со пред самитот на што е закажан за декември. Денес никој нема сомнеш за соработката со Западен Балкан, проект што е еден од приоритетите за шпанското претседателство со Советот, и работиме во насока на јакнење на таа соработка. Форумот денес генерираше продуктивна дебата за прашања на теми за кои е потребна заедничка координација и одговор, и уште повеќе во ова време на очигледна нестабилност во светот што беше провоцирана со руската инвазија врз Украина и тековната ситуација со Средниот Исток, сценарија што ние ги следиме внимателно. Поставена е јасна цел, борба против тероризмот, што е наш главен приоритет во моментот, како што се договоривме и на денешнава средба. Исто така разговаравме дека најефективен одговор е одговор кој е основан на соработка. Следните чекори се оперативна соработка, што е важен механизам, а тој механизам е заедничкиот план против, акцијски план против тероризмот на Западен Балкан. Исто така тука би спомнал конкретно прашање поврзано со сите нас, што веќе се дискутираше на првата средба со партнерите од Европската унија. Тука да ги напомнам на порите на полициите за борба против онлайн тероризам и содржини насочени кон тероризам и радикализација. Заедно со борбата против тероризмот, ние се договоривме, се согласивме дека уште една закана што влијае врз нас е криумчарењето со дрога и капацитетот на инфилтрација на криминалните групи во општествата. Исто така факт е дека соработката меѓу нас станува поактивна, поефективна во споредба со претходно. Ние се подпираме на координативната работа на Европол со земјите членки од ЕУ и партнерите во Западен Балкан за постигнување на целите директно и преку оперативните активности во рамките на Емпакт платформата. Исто така дискутиравме за миграторните прашања, за прашањата поврзани со миграциите. Азилот во Европската унија представува една од целите на европските политики. Како што знаете, во октомври се донесе договор, се склучи договор за напредок во ова насока, во однос на управувањето со границите и миграциите. Тоа се заеднички предизвици што ги имаат земјите од Европската унија и Западен Балкан, што заедно треба да се решаваат во тесна соработка и со јасна цел за разбивање на мафијата во трговијата со луѓе, која профитира од очајот на најранливите категории. Од ЕУ, ние на нашите партнери од Западен Балкан понудивме помош, подршка за искористување на присуството на Фронтекс во регионот, како што Албанија го направи неодамна со договор. Очекуваме оваа агенција да биде ангажирана. Тука уште еднаш нагласувам желбата за соработка од сите земји учеснички и изразувам благодарност на нашиот домакин, почитуваниот Оливер Спасовски, и комесарката за работата и заложбите во соработката со Западен Балкан. Благодарам.